Си поднесе оставка од функцијата, како и од функцијата пратеник. Сулејмани во исто време ја напушти Алијанса за албанците на Арбен Таравари. Каков е односот на силите во парламентот сега? Во живо ја прашувам Катерина Нешкова. Да, Тино, со заменувањето на Сулејмани се променува односот на силите во парламентот. Имено Сулејмани доаѓа од редот на Алијанса на албанците, крилото на Таравари, но со ваквата оставка нормално е на негово место да дојде нов пратеник. Според листата на Вреди, бидејќи тогаш настапува како коалиција четирите партии што влегуваат во владиниот блок, вклучително и Таравари, на негово место доаѓа пратеник, односно пратеничка од БЕСА. Тоа значи дека Вреди го зголемува контото од 9 на 10 мина пратеници, додека пак Алијанса го намалува од 5 на 4. Со тоа го зацврстува всушност легитимитетот на владиното мнозинство. Секако дека Вреди го поздравува ваквиот чекор и вели дека ова е доказ дека крилото на Таравари се распаѓа. Денеска Мицкоски, премиерот и лидер на ВМРО ДПМН, со остри критики за потегот на поранешниот министер за здравство, вели дека срамот за напуштањето на владината коалиција е негов, бидејќи честните и честа останале кај владата, имајќи предвид дека тој понатаму ќе се работува. Со дуи му порача дека набрзо ќе побара повторно место во владината коалиција, но за тоа ќе нема простор. За партиските ставови и што ќе значи потегот на Сулејмани, како и ставот на премиерот, гледаме во прилогот. Пратеникот на Алијанса на албанците од крилото на Таравари, Салим Сулејмани, од Струга си поднесе оставка од пратеничкото место, но го напушта и Таравари. Ова е прв пратеник од крилото на поранешниот министер за здравство кој отворено не се согласува со својот лидер. Оставката на Сулејмани носи пак плюс пратеничко место за владеачката Вреди. Според листата на коалицијата од парламентарните избори, следена листата е докторката Валбона Адили Емини, кадар на движењето БЕСА. Со ова Вреди наместо досегашните 9 пратеника ќе брои 10 пратеници во новото парламентарно мнозинство по заменувањето на Таравари. Алијанса пак засега е на 4 народни избраника. Во објавата на својата оставка Сулејмани вели дека Алијанса на албанците и тој влегле во коалицијата Вреди поради промени и да ја врати правдата кај албанците како антипод на, како што пишува, трулата структура на ДУИ. За жал, она што го видовме во последно време е целосно отстапување на Алијанса за албанците од овој политички дух. Оваа акција за мене е неприфатлива, бидејќи не можам да бидам дел од сојуз кој не е формиран поради најдобри политички интереси и со луѓе споменати во меѓународната црна листа за вмешаност во корупција, напиша Сулејмани на Фејсбук. Сулејмани беше еден од пратениците што не беа присутни на минато неделниот состанок во Тетово, каде Алијанса одлучи да замине во опозиција. Таравари тогаш тврдеше дека тој сепак е во неговото крило и бил на ручек со него непосредно пред председателството, но не дошел поради лични обврски. Пред Сулејмани отворено против Таравари застана и поранешниот министер од неговите редови, Азер Алију. А чекорот за оставката на министерот не ја следеше и вториот министер од Алијанса на албанците, Арбен Фетај. Тој засега останува во кабинетот на Мицкоски. Против Таравари се изјаснија и неколку членови од раководството на ова крило на Алијанса. Премиерот Мицкоски пак денеска му испрати порака на Таравари дека набрзо и ДУИ ќе му се завлагодарат кога ќе видат дека е политичар кој менува страни поради подобра понуда или пак уцена. Му порача на Таравари дека и покрај тоа што ќе бара да се врати во владата, нема да има место за него. Тоа што ДУИ го бара од него е да објави дека на листи на советници ќе оди сам, за да можело Демократската унија за интеграција да брои советници повеќе во однос на Влен, доколку тоа се случи, иако убеден сум дека и тоа нема да се случи. Замислете каква стратегија. Како бројот на советници да треба да ме убеди мене дека треба да ги земам од Демократската унија за интеграција во владата, а не принципи, програма и заеднички цели. Зарем тие мислат дека јас ќе заборавам како Бујар Османи го продаваше мојот македонски идентитет. Но тоа е што е. Владата продолжува уште појака и уште побединета во оваа следна фаза на наше организирање.
Од Вреди пак велат дека јасно е дека структурата на Таравари се распаѓа. Обидите на Дуи преку Таравари да предизвикаат земјотрес во нашата коалиција завршија како политички бумеранг. Не само што не поколебаа, туку не направија уште посилни. Вреди е новото лице на политиката, ние не се плашиме од старите шеми, напротив, токму Вреди и земјотресот што ќе го сруши трулиот систем на Дуи. Велат од Вреди. Според најавите во наредните денови се очекуваат нови политички потези и кадровски решенија. И меѓутоа сами тврдеа дека засега албанскиот партнер во владата ги задржува своите позиции. И од ВМРО ДПМН неофицијално велат дека новиот министер за здравство ќе биде од редовите на Вреди. Дуи пак се уште обвинува дека владата била моноетничка и дека Вреди не ги заштитувала албанците. Што се однесува до така наречените остатоци од влен во владата, јасно е дека никој не ги прашува, ниту пак им бара мислење за каква била институционална одлука. Тие немаат ниту влијание, ниту авторитет. Единственото што го прават е со срамна тишина и покорност да ја легитимираат оваа дискриминаторска влада, реагираат интегративците. Вчера и нивниот лидер Ахмети го обвини премиерот Мицкоски дека ја дестабилизирал државата со антиалбански политики. Тој пак денеска Ахмети по локалните избори го испрати во политичка пензија. За времето кое го живееме. Каде премиерот најави промени и во владата и во партијата, што најави Мицкоски? Да, слушнавме дека вели дека владата е стабилна, но Мицкоски изненадувачки најави промени особено во своите редови. Тоа го најави некаде за крајот на годината и почетокот на наредната година. Кажа со кои кадри би се збогувал, а со кои би ги задржал во извршната власт. Пред тоа најави голема победа на локалните избори. Вели дека сите анкети покажувале дека кандидатите на ВМРО ДПМН водат многу пред оние опозицијски. На СДСМ му предвиде најмногу 3 до 4 градоначалника, а рече ако продолжат вака со оваа политика на лаги манипулации, може да се соочат и со ниту едно градоначалничко место. Еве и оваа порака на Мицкоски. Веднаш после редовниот конгрес кој што ќе се одржи на крајот од оваа година, најдоцна почетокот на следната година, ќе има големи промени во партијата и во владата. Кој ќе се покаже со својата работа ќе остане. Но тие што нема да ги исполнат очекувањата на граѓаните, ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам. Ќе ја санкционирам како претседател на владата секоја забеганост. Ќе ги разрешам сите оние кои ќе не посрамотат како структура и како луѓе. Примерот за промени мора да го дадеме ние. Да, Катерина Нешкова со последните информации од македонската политичка сцена.